Земјоделците кои произведуваат ориз се уште се во исчекување на одговор од откупувачите за минималната цена што тие се подготвени да ја плаќаат за килограм арпа. На средбата што минатата недела се одржа во Министерството за земјоделство, тие добиле ветување дека најдосна до крајот на викендот откупно преработувачките претпријатија ќе го соопштат својот став. Сепак и по продолжениот празничен викенд, од Сдруженијето на оризопроизводители Бело Злато велат дека немаат никаква информација дали конечно има приближување на ставовите за откупните цени. Во краткиот телефонски разговор рекоат дека се надеваат оти нема да бидат изиграни и состојбата нема да остане како досега. Они дека кажат цена да стартираме со откуп на оризовата арпа. Бели ориз, они како сакат нека го решават. Ние да имаме старт еднаш за секој со откуп на оризовата арпа. Па најдовме заедничи јазик сега, значи веќе и со независниот синдикат, пошто и они се гледам веќе застапија веќе и они на нашите барања и сега веќе идеме, значи фактички цената да се регулира на тоа. Ја мислам дека по наши видување не би требало да биде испод 25 денари од тоа што убаров. Според Банасиев, оризопроизводителите очекуваат оти цената за арпата нема да биде под 25 денари, затоа што секоја друга за нив ќе биде понижувачка. Се надеваат дека поддршката од Министерството за земјоделство на нивното барање ќе продолжи, со оглед што и министерот Цветков се изјаснил оти производните трошоци се околу 20 денари за килограм арпа. Земјоделците не ги отфрлаат можностите од радикализација и повторно излегување на улица на протести, доколку бидат изманипулирани или пак утврдената откупна цена не се почитува.